Да, се враќаме во студиото, минути малку за културата, за тоа што значи еден книжевен порив, инспирација. Разговор со една, би ја рекла, најзначајните гласови во современата македонска литература, писателката Фросина Пармаковска. Добар ден и добри дојде. Добре, најдов. Имаме многу интересен повод за разговорот, а тоа е наградата Пегас за 2025 година за твоето дело Кривата Дијана. Би сакала на почеток секако честитки за оваа награда, инспиративна, меѓутоа мораме да проговориме и за тоа што е тематиката и инспирацијата да го направиш ова дело, имајќи во предвид дека оваа година можеби ќе ја паметиме како една од најтешките во нашата историја, особено поради онаа колективна тага што ја имавме по трагичниот настан во Кочани. Па да, тука е поттикот, не знам, не сакам во овој контекст да го користам зборот инспирација, но тие настани многу ми повлијаја. Токму пролетва го пишував романот. Романот не е директно, нели, за таа несреќа, но е поврзан со сите вакви поголеми несреќи кои што не снајдоа последниве години. И така е пишуван доста интензивно, под доста силен набој на емоции. Во самата суштина на романот е токму веригата грешка, несреќа и траума. И причинско-последичниот однос меѓу овие елементи, но секако тука е и неопходноста за итни промени, за промени што побрзо да се обидеме да ја подобриме нашата средина, што побрзо да ја дадеме шанса на иднината, да ја зачуваме таа младина што ни остана. Значи тука сепак има една надеж во романот, како и во сите романи досега. Овде во самиот почеток, во интрото и во крајот на романот, во сите урнатини кои што не окружуваат и во хаосот и надежта дека сепак ќе никне цвеќе, како метафора ете за посветли денови, поубава иднина. Да речеме дека не се отвара еден само личен свет, туку еден заеднички свет, нешто што практично сите секојдневно го живееме. И можеби тоа овој настан беше една сериозна колективна тага која што не подзамисли сите како треба да делуваме. Извини, токму тоа е колективната траума, да, опишана и на лично, на индивидуално ниво преку главниот лик и уште неколку останати ликови, но да, колективната траума, таа верига всушност ги засега сите, го засега целото општество и на доделувањето на наградата, кој што беше секако преубав настан, го спомнав ова и овде ќе го повторам дека ова е единствениот роман кој што, доколку би се прашувала јас, доколку би можела да бирам, би избрала никогаш да не го напишев. Просто никогаш да немаше потреба да се напише за ова. Како што успеав да прочитам, вели и кога неразчистеното минато по многу години ќе упадне во сегашноста, пред нас се отвара еден свет што не е сосем личен, туку е заеднички, како што е заедничка несреќата на ликовите на Достоевски, кој што како ехо провејува во овој роман. Да, заедничка, веќе тоа излегува, повторно ќе кажам, од индивидуата ефектот на сето тоа што се случи е многу голем. Сега кога ќе ставите на таков голем ефект, па уште еднаш, уште втор пат, уште трет пат или колку пати ни се случија такви од таков тип размери несреќи, тоа е многу силно. Тоа е за толку мала земја, тие ефекти се, како да кажам, погубни. Тој циклус мора да го затвориме, мора да излеземе од тој круг и да почнеме една нова приказна. Ако има се уште шанси да го направиме тоа, моментот е вчера, сега е моментот да се почне. Так, спомена дека пролетта баш можеби во оној набој на да не ја наречеме инспирација, меѓутоа да те понесе моментот за сето тоа емоција, за да го преточиш во пишан збор. Колку
тешко се доаѓа до една мисла целосно да се формулира за заврши во едно вакво дело? Па да, овој роман малку поинаку го пишував од другите. Обично јас романите ги пишувам година и пол, овој го пишував пролетва. Не беше толку тешко заради интензитетот на чувствата. Сите тагувавме, не само јас, но ете ние писателите меѓу другото книжевноста ја користиме ети како некаков начин да ги изразиме нашите емоции. И пак во една поинаква смисла ќе кажам дека одеше лесно заради тој набој на емоции кој што го чувствувам тогаш како и сите. И насловот како дојде до насловот? Најтешко е никогаш кога ќе зборувам никогаш со писатели и велат некогаш најтешко ми е насловот, да го целосно и мене ми е, така да ми е најтешко и по тоа се издвојува овој роман зашто секогаш насловите сум ги давала на крајот. Овој од почетокот знаев дека ќе биде роман за верижната вина што е под насловот и кривата Дијана. Тоа беше во самиот почеток го дадов насловот и така повторам доста брзо се заврши пролетва. Го пишував и сосем случајно, додека го пишував крајот на романот, јас го видов конкурсот кој што беше неколку дена пред истекот. Тој е конкурс за необјавен роман кој што го организира издавачката куќа Арс Ламина. Го пратив и некаде во септември ја добив убавата вест дека е избран во конкуренција од 44 романи, а по одлука на жири комисијата составена од професор Сонја Стојменска-Илзесер, професорот Иван Додовски и Бисера Бендевска, која што е уредничка и представничка на издавачката куќа. Така. Фрусина, мора да споменеме дека почнуваш да го прошируваш полето на интерес за пишување, она што можеби е за некого наивно, за некого лесно. Јас сметам дека е многу тешко да се влезе во тој свет, а тоа е светот на децата. Се проба и таму, имаш прва, една е таа книга, да не сгрешам? Да, излегува две во периодов. Додо во Земјанинот и Мачарот е... Први обиди во секој случај. Па ете така некако се наместија работите. Јас одамна сум сакала да пробам, не сум се осмелила. Сега некако се погоди ситуацијата, ете можеби ми требало некој поттурнување. Едно од решенијата можеби што спомена дека мора да се гледа малце на позитивна страна, да се внесе малку. Тоа мене пишување во книга за деца ми беше не само уживање, туку и бегство од овие мачни теми во романот. Секако јас уживам пишувајќи роман, но тие теми поминуваат низ писателот. И ова книгата за деца ми беше баш како бегство, уживање. Многу ми помогна љубовта кон магичниот реализам, затоа што тој е правец каде што книжевноста се случуваат чуда во книгите на магичниот реализам. Таква е и книжевноста за деца. Чудата се не само што се случуваат, тие се земаат без сомнеш со таа детска верба. И токму и таа книгата која што вчера ја промовиравме, Додо во Земјанинот и Мачарот, баш такво чудо се случува. Во дворот на едно детенце се руши вселенско летало и тука почнува авантурата на дружината на која се придружува и еден црно-бел мачор. Хумор, авантура, но и пријателства низ ликовите. Нешто што можеби малку недостасува сега со ова брзо темпо на живење. Сите некаде брзаме, сите нешто на брза лента сакаме да направиме, да го изреализираме, да го валоризираме во крајна линија, меѓутоа од друга страна по тој пат што губиме. Можеби ова на интересен начин да им направи спој од најрана возраст на најмладите на што треба да го базираат своето пријателство, на што треба да го базираат практично својот растеж понатаму. Да, баш за тоа и се пораките на книгата за пријателството, секако за доближување на книгата на децата, но и доста и во книгата е акцентот ставен на играта, на физичката игра која што отвара цели светови, каде што тоа секако дека го развива детето и социјално, и културно, и емоционално на секој можен начин. И таа физичка игра зазема големо место во оваа книга. И еве за која што ќе земам слобода да си речам дека ниту една најпаметната вештачка интелигенција нема да го замени тоа што може
таа игра на детето да му ја даде. И меѓусебна така комуникација. Како најде на одзив кај најмладата популација, рече промоција, многу насмевки, многу така разговори? Промоцијата беше прекрасна, значи децата се најдобрата, најубавата публика, децата се искрени, така што оваа книга морам да спомнам дека е илустратор Дејан Мирчевски, затоа што илустраторот е практично и коавтор на книгата. Ние бевме во постојана комуникација и неговите дечиња беа првите критичари за книгата, за секоја илустрација поминува, не поминува. Така што промоцијата помина преубаво. За фидбекот е рано сега, затоа што вчера беше промовирана книгата, но се надевам дека ќе најде на убав пример. Не, првично, нели, во првата комуникација, сигурно така. Децата беа презадоволни. Да, инспирацијата низ, имаш повеќе дела зад себе, но од каде и како ја црпиш инспирацијата, имајќи во предвид дека тематски се различни, нели? Секое дело е приказна за себе, каде што внесуваш дел, парче од себе си, за, нели, да можеш да го создадеш во една крајна успешна приказна. Да, менлива инспирацијата секогаш се појавува во најразлични нешта, во најразлични моменти. Многу ме инспирира реалноста што ја живееме, реалноста овде и сега. Но од друга страна, еве нашава реалност е преполна со одстапки, со исклучоци, со аномалии. Мене ме интересираат тие одстапки да ги опишам, кој што баш во наше општество, таа е реалност просто фантастична во една сосем друга смисла на зборот, како што ни една, еве, пак вешташка интелигенција, мислам, не би можела така да ја смисли, така да ја склопи. Ме интересираат тие одстапки, ме интересира човековата душа. Тоа многу посветувам на длабочината на човековата душа во моите романи. Тоа е еден бескрај кој што колку и да пишувате не може да се испише, не може да се исцрпи. Ме инспирираат љубовта, тагата, загубата. Буквално инспирацијата во се може да се појави. Колку е твоето пишување лично, а колку може да речеме фикција дека е дел од него? Јас да бидам искрена, никогаш не успеав да ја повлечам таа линија. Секако јас ќе кажам во секоја моја книга има нешто мое лично. Не е тоа во настаните, во ликот, ете му се случило тоа, не е во таа прва линија да речам на читањето, но дали во хуморот, дали во некои мои сваќања, дали во некои моментални расположенија, секако дека многу од мене има во моите романи особено. Од режијата ми јавуваат дека има неколку фотографии токму од наградата Пегас. Еве ќе се навратиме повторно на книгата Кривата Дијана. Ако може, јас би повикала ете да ги пуштат сликите и ако може да ги прокоментираме уште еднаш. Но додека еве очекуваме она што можеби рече во секоја книга даваш и свој личен печат, даваш можеби и нешто што е како замислена, некоја приказна која што може ете да биде создадена. Еве само овде Фрсина би сакала, ова е токму за наградата, нели или? Да, ова е свеченото доделување на наградата Пегас, која што воедно беше и официјалната промоција на романот. Промотор беше Иван Додовски како член на жири комисијата и Бисера Бендевска како представничка на Арсламина. Ова е врачувањето на наградата од Бранка. Спомена, че во конкуренција беа 40-тина, нели? Да. Дела? 44, така како јас тоа сега тој факт го дознав, од кој што имало и потесен круг, во кој што влегле 4-5 ракописи. И ете, мојот беше избран во таа конкуренција. Некаде септември беше објавена веста, па во меѓувреме јас ги имав тие последни читања каде што се правеше по некое поместување, по некоја корекција и минатиот месец излезе книгата, а сега беше таа официјална промоција и врачување на наградата.
Така, споменавме проза на, ајде да го наречеме актуелниот момент кој трае повеќе од 3 децении, како што велат во мерливо време, а многу подолго кога се мери со кантарот на, ајде да ги кажеме, погрешни политики или погрешни постапки на секој член на заедницата, но ете ќе го кажеме четиво за колективната несреќа што ја покажува онаа верижна вина на секој од нас кој што стои, која што треба да ја имаме, некогаш кога ќе премолчиме, некогаш кога ќе подклекнеме и некогаш кога треба да се испречиме нели пред некои неправди или човекови слабости. Да, токму така, секој еден од нас е дел од тој фамозен систем кој што го обвинуваме нели целиот период наназад. Секоја наша одлука, секој наш избор, но најмногу на тие кои што нели се одговорни да бираат, кои што се. Но барајќи и повикувајќи се на одговорност на системот, дали забораваме дека системот сме практично сите ние со секоја наша постапка, со секое наше можеби невнимание, со секое наше премолчување или замижување пред одреден проблем, па потоа очекуваме некој фамозен систем да ни го реши. Да, секако мора тоа, тие промени морат да почнат од себе. Буквално секој избор се си носи последици, но повторно ќе повторам, најмногу луѓето кои што се нели на позиција да донесуваат одлуки кои што можат директно да променат нешто во нашата држава. Така. Фрусина, изминатиот период имаше можност многу да патуваш, многу промоции, многу дела, многу книги. Беше и надвор, нели? Кои се искуствата можеби од комуникацијата со твоите колеги, што е она што и нив можеби во едно заедничко гледиште ги инспирира? Па да, од моите колеги тука, секако сите мои колеги се занимаваат со реалноста. Јас сум многу среќна што сите ние различно пишуваме, имаме дури некогаш и темите да ни се преклопуваат, различно го донесуваме тоа и се создава една многу широка понуда за читателот, просто да бираме и многу. Има ли тренд некој што сега се следи или? Па не би го рекла тренд, затоа што пак ќе речам сите имаат некоја посебност што не би можела под некој заеднички чадор да ги ставам, но таа нарација, тој песимизам, таа разочараност, тоа занимавање со реалност овде и сега, мислам дека преовладува сепак. Да, искуствата надвор, патуваше многу изминатиот период? Да, не патував многу, но бев во еден месец на книжевна резиденција во Сараево, каде што многу убаво поминав. Тие книжевни резиденции се наменети за проширување на видиците, размена на културни искуства, запознавање на луѓето и културата пред се. Јас токму таму или предодам, или кога отидов ја доби веста за наградата и беше прекрасно во смисла што можев да го читам романот, да шетам, го посетив и Мостар и тоа беше навистина едно многу убаво искуство. Инспиративно, така искуство. Спомена дека од покрај твоите дела, нели што ја го зголемуваш опусот секогаш, работиш и на креативно едукативно студио, тоа можеби е некоја нова инспиративна работа на која што ќе посветиш посебно внимание? Па да, тоа оддавна ми стоеше, но сега се појави прилика. Ќе ја затворам годинава со пишување, затоа што објавив 2 книги за деца, еден роман, тука е наградата. Овде, мислам, прв пат ќе спомнам дека е во завршна подготовка, можеби е веќе испечатен германското издание на Одбројување, кој што ќе има промоција здравје во март следната година. Ја затворам на творечки план и ќе одморам, затоа што од пишувањето треба да се земе некоја оддишка, да си легне сето тоа да се пушти. А во меѓувреме нова приказна, креативно-едукативно студио, Горно Макондо се вика, Макондо по 100 години самотија. Мојата улога најмногу ќе е таму за курсеви по креативно пишување, кои што ќе ги најавам благовремено, кои што ги планирам некаде од февруари. Во меѓувреме имаме доста други активности. Мојата соработничка Трајанче Воинова има група за дечиња што учат англиски.
низ креативни работилници, има некои други активности, но еве се постепено спој еден ќе направите, еден така. убав спој, да. Тука ми се наметнува прашањето каква е читачката навика или читачката култура како се негува кај нас. Ова е интересен момент дека од најрана возраст ќе може да се работи со децата, да се извади од нив таа креативна. Во секоја личност постои, а во секое дете сигурна сум повеќе од сигурна дека има креативност, меѓутоа треба да се разбуди, треба малце да се најде некоја инспиративна нишка што ќе ги мотивира, ќе ги потикне, нели, да го искажат сето тоа. Треба, тоа е особено значајно денес и во овој техничко-технолошки бум, многу е значајно тоа секако и во однос на читачката навика, јас мислам дека ја има, иако некои сметаа дека ние сме далеку од некои не толку далечни земји, но кај нас се читат... Добро, веднаш се пристоветуваат со оние PISA тестирања, ајде кога зборуваме за образование, имаме многу слаби резултати во однос. Ете, ако правиме некоја паралела и по тие го гледам пристрасно од другата страна. И пристрасно од однос на читатели, зашто ги има, се групираат на најразлични начини. Сите, без разлика каква литература се чита, сите си имаат своји вкусови, многу од нив читаат македонски автори, тоа секоја прилика ја користам да го пофалам и да им се заблагодарам. Така што се надевам дека овој оптимистички дух ќе биде и на сите други нивоа и дека ќе може да се мери да донесе некакви резултати. Така, имајќи во предвид дека сега еве и се поголемата присутност на вештачката интелигенција го олеснува на некој начин патот и пристапот до информацијата, но од друга страна ова што рече ти малку духовна димензија да дадеме, комуникацијата со книгата колку е важна. Да, таа е многу важна во секоја доба од животот, но за децата посебно баш. Имав една средба со дечињата во Кисела вода во Невена Георгиева Дуња и тој им го кажав дека тоа што ќе им го отвори една книга ништо нема да може, дека во иднина ќе може да забележат кои читале книги, колку се наобразовани, колку затоа што не е наобразовани, можеби несреќен термин употребив, но колку е нивниот свет широк, колку е нивниот светоглед голем. Тоа не може да не го почувствуваат децата кои што ќе посветат време на читање книга. Так, рече дека ја заокружуваш успешно годинава со реализирани доста проекти што си ги замислила, секако како една круна е наградата Пегас, меѓутоа што е, можеш ли да ни наговестиш за план за следната година во однос на пишувањето? Да, за пишувањето ќе повторам, малку ќе одморам. Јас обично и меѓу книгите давам така еден простор каде што треба да помине процесот, да се одврзам од тоа што го имам напишано. Ова ми беше најверојатно најинтензивната година до сега, затоа што баш забележавме дека книгите на 3 години како со часовник така ги објавувам. Ова беше после 2 години од мојот последен роман. Плански некој ред. Така излезе. 2 книги за деца, книжевната резиденција во Сараево, така што мислам дека следната година, иако тоа неблагодарно да се кажува, да планирам дека ќе одморам, можеби ќе се појави некоја идеја, не можам тоа да го кажам. Јас сете планирам мала одишка да земам од пишувањето, но не гарантирам дека нема да се случи некоја нова идеја, нова приказна. Се надевам дека некоја позитивна инспирација ќе ти биде доволен потик и мотив да нешто веднаш го разбуди тој творечки кај тебе импулс и дека ќе добиеме уште дела од твојата рака и верувам дека тоа ќе биде така, меѓутоа најискрено посакувам тоа да бидат некои позитивни, приказни кои што ќе не натераат да размислуваме малку попозитивно, малку поубаво. Еве сега декември е можеби месец кога си правиме ретроспектива на се она што сме го направиле, можеби да се вратиме некој поглед наназад, меѓутоа јас сакам да ги гледам напред работите, па така и да размислуваме. Мене ми се допаѓа тоа и јас искрено се надевам дека така ќе биде со некоја позитивна инспирација, повод за пишување.
Да, ти благодарам многу за гостувањето. Верувам дека и следната година ќе имаме можност да се дружиме, да поразговараме за успешни приказни. Еве, ова креативно-едукативна работилница или студио, како и да биде формулирано, дека ќе биде инспирација за голем број на дечиња. Потребно е навистина таа комуникација од најрана возраст, можеби некоја насока да им се даде навистина позитивно искуство. Да, се надевам и благодарам многу на поканата. Так. Почитувани вам, секако ви благодарам за тоа што бевте денеска заедно со нас во ова неколку часовно дружење во емисијата Студио 10, како што кажав на самиот почеток. Денеска телевизија 24 одбележува 15 години од своето постоење, но секако прилогот токму за нашиот роден ден, за нашиот растеж низ годините, секако за вашата доверба, која што навистина многу ни значи, ќе може да го погледнете во Централниот дневник во 17 часот. Јас тука се одјавувам, ви посакувам пријатен ден и ви благодарам уште еднаш што бевте заедно со нас.